Кај благодарам. Сега ќе ви објаснам која е потребата од амандманот. Ќе ви честитам за тоа што со претходниот амандман тргнавме во добра насока, затоа и го гласав истиот и му дадов поддршка, меѓутоа ќе ви кажам зошто не се повлекува, што е она што треба да се дозаврши со овој амандман. Во секој случај ја поздравувам насоката во која што тргнавме. Имено, предлог амандманот кој што се предлага е по членот 23 по ставот 2 да се додадат 3 нови ставови 3, 4, 5 кои гласат. Ставот 3. Надлежниот инспектор е должен да започне постапка за вореден инспектор надзор веднаш, а најдосна во рок од 24 часа од добиеното сознание дека е сторено загрозување на животната средина на луѓето и да преземе мерки за заштита. Ставот 4. Секое физичко лице кој има сознание дека постои загрозување на животната средина и здравјето на луѓето може да пријави во полициска станица и еколинија. И став 5. Државниот инспекторат за животна средина е должен да обезбеди еколинија од ставот 4 на овој член. Да ви објаснам. Согласно членот 23, односно Законот за инспекцијски надзор во животна средина предвидува 3 вида на инспекцијски надзор. Тоа е редовен, вонреден и контролен. Ние сега се задржуваме на вонредниот инспекцијски надзор. Кога станува збор за вонредни инспекцијски надзор, кој што е регулиран со членот 23, се повикува на членот 71 од Законот за инспекцијски надзор. Она што сакам да го знае јавноста е дека во членот 71 предвидува дека рокот за инспекцијски надзор треба да се врши веднаш или најдосна во рок од 10 работни дена и затоа го поздравив оној дел кога почнавме да зборуваме за роковите, затоа што 10 работни дена е предолг законски рок да се постапи, меѓутоа има и едни други работи кои што се важни, затоа се и ставовите наведени, односно да може да се пријави во полициска станица и да биде еколинија. Ако го погледнете ставот 71 од Законот за инспекцијски надзор, на кој што му следува членот 72 од Законот за инспекцијски надзор, ќе видите дека зборот пријава не постои. По Законот за инспекцијски надзор, инспекцијскиот надзор не се врши по пријава, туку се врши по иницијатива. И во членот 72 е прецизирана иницијативата, дури и што треба да содржи иницијативата. Иницијативата треба да содржи име, презиме на пријавителот и така натаму. Во ставот 2 од членот 72 се вели дека нема да се постапи по нецелосна иницијатива. А додека во Законот за инспекцијски надзор, во членот 23 кој го менуваме, пишува дека ќе постави по пријава кроз иницијатива. Значи го воведуваме терминот пријава. А при тоа како закон не сме регулирале како ќе се поднесе пријавата или каде ќе се поднесе, а Законот за инспекцијски надзор кој што ја предвидел иницијативата, јасно ја дефинирал иницијативата. Затоа сметам и согласно извештајот на Европската комисија кој што предвидува дека за поглавието 27 е потребно да се воспостави меѓусекторска соработка, а голем број од делата кои што произлегуваат и за кои што е надлежен инспекторатот за животна средина може да бидат и кривични дела предвидени со кривичниот законник за загрозување на животната средина, со фрлање ѓубре, со отпад, со загадување на води и така натаму. Сосем логично е истите да може да бидат пријавувани во полиција затоа што нема никаков интереси и многу е логично со закон да биде воспоставена еколинија затоа што тоа може да биде уредено со подзаконски акт, меѓутоа ако го уредуваме со подзаконски акт, остануваат некои други аномалии кои што може да ги содржи подзаконскиот акт. Веќе една зборував за таква аномалија, например, Агенцијата за супервизија на осигурување според законот треба да ја штити законитоста на осигурениците, меѓутоа тие со нивен правилник се поставиле како второстепено тело и предвидуваат дека пријава можете да поднесете доколку прво сте се обратиле кон осигурителната компанија. За да ги немаме тие неправилности, потребно е овде да биде внесена таа еколинија и ќе ви кажам зошто не го повлеков амандманот, иако го поздравувам гестот и гласав за него. Со претходно предложениот амандман, со дополнителната формулација дека кога загадувањето ќе биде од поголем обем, ние ќе направиме класификација на вонредниот инспекцијски надзор. Односно ќе направиме дополнителна поделба на вонреден инспекцијски надзор за помал обем и вонреден инспекторски надзор од поголем обем. И при тоа дискреционото право каков ќе биде вонредниот инспекцијски надзор ќе треба да падне на
инспекторот, па сега ќе имаме два рокови. Дали кога ќе станува збор за пријава, едниот ќе се повикува на законот за инспекцијски надзор, каде што има 10 работни дена, а другиот ќе се повикува на формулацијата, која што јазична формулација вели за вонреден надзор, за кој што има поголем обем на надување. И овде ќе се направат проблеми во Министерството за животна средина и просторно планирање, односно во самиот инспекторат, кога ќе стане збор за контролните надзори. Сега, кога во контролните надзори ќе треба да се контролира времето на постапување, ќе имаме две ставки. Едната ставка ќе биде за вонреден инспекцијски надзор, помал обем, во кој што има 10 работни дена, и другата ќе биде за вонреден инспекцијски надзор од поголем обем, за кој што има 24 часа. Со овој амандман тоа се избегнува и вели дека надлежниот инспектор е должен да ја започне постапката за вонреден инспекцијски надзор веднаш, а најдосна во рок од 24 часа од добиеното сознание дека е сторено загрозување на животната средина и здравјето на луѓето и да преземе мерки на заштита. Уште еднаш го поздравувам, ја поздравувам насоката во која што тргнавме. Сметам дека овој амандман, вака како што е предложен, ќе ги намали неприликите од класификација на на вонреден инспекцијски надзор и ќе помогне во процесот на пријавување. Ви благодарам.